Јавната администрација да работи 2 часа помалку за да се заштеди, односно од 9 до 15 часот предлага Конфедерацијата на слободни синдикати. Според нив целта е јавниот сектор да работи со скратено време за максимално да се искористи дневната светлина кога е најтопло во денот, а со тоа дополнително ќе заштедат и компаниите кои и онака не знаат како ќе ги платат високите сметки. Зголемувањето на сметките за струја за неколку пати го доведува во прашање работењето на јавните предпријатија, но ја доведува и во прашање одржливоста на работните места. Доколку властите во најден можен рок не изнадат решенија за субвенционирање на струјата, ќе се соочиме со зголемување на цените кон граѓаните и работниците за комунални услуги, но и со губење на работни места и опстанокот на работникот во оваа тешка и долга зима која што ни следи. Како што соопштија синдикалците, енергијата што ќе се заштеди од јавните институции да им се даде како помош на бизнис секторот и јавно-комуналните предпријатија, за да се спречат поголеми ценовни шокови. Отказ се бараат и владата сериозно да му помогне на стопанството со антикризни мерки за да може да опстане, бидејќи сега со скапата струја се повеќе компании ставаат клуч на врата. Од почетокот на ковид кризата до денес изгубивме преку 120.000 работни места. А податокот што исто така се намалува и невработеноста, јасно покажува дека државата оди во погрешна насока и секојдневно се повеќе луѓе и работници ја напуштаат Македонија. Во меѓувреме, еден куп компании веќе се пожалија дека добиле неколкукратно повисоки сметки за струја. Иако државата не помогне за ублажување на ударот, последиците за жал ќе бидат огромни. Од 1 септември во земјава е прогласена енергетска кризна состојба, па така државната ЕСМ веднаш доби дополнителни 50 милиони евра и тоа директно од државниот буџет, откако претходно Министерството за финансии зема кредит во истата вредност и тоа од домашна банка. Парите треба да бидат наменети за ЕСМ за да го зголеми производството и да купи јаглени мазут.